Kako ja mина noќта? Имаше мирна ноќ. Сега спие. Кој сте вие? Какво прашање? Вие не знаете кој сум јас? Вие сте младиот јас. Ако може така да се каже. Јас сум вие на млади години. Овдека е нешто ладникаво. Јас сум навикнат на тропски горештини. Колку е часот? Нешто околу вечност. Го слушате Бах? Знам, и вие го обожавате Јохан Себастијан. Јас? Вие сте еден од неговите најдобри познавачи. За вас Јохан Себастијан не е музичар. Јас? За Бах да сум рекол такво нешто? Да. Тој за вас е поет на вечноста. Или сликар на недостижниот човечки дух. А кој сте вие? Мислите, кој сте вие? Да, кој сум јас? Не знаете кој сте вие? Да речеме, почесен доктор на Оксфордскиот, Прашкиот и Единбургскиот универзитет. Член на Академиите на науките во Оксфорд, Филаделфија, Сорбона. Или добитник на Нобеловата награда за мир во 1952 година. А најпознат сте по прекарот Оганга. 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 Да, Оганга. Врач. Волшебник. Да. То си ти. Доктор Швајцер. Оганга. Алберт. Ти си живата легенда на Африка. Помина во Африка 45 години. Среде немилосрдната џунгла. 60 километри од екваторот. Далеко од секаква цивилизација. Немав доволно стручни соработници, немав лекови и постојано бев во конфликт со обичаите и сваќањата на животот
од тие племења. Ти беше единствен доктор во джунгла од 500.000 квадратни километри зелен пекол. Одеше пеш со часови до селските колиби, за да ги лекуваш болните мажи, жени, деца. Прегледува дури 30 или 40 болни дневно. Прво прегледува во една штала, потоа се пресели во една барака која што самиот ја проектирав и ја изградив. Тогаш ја опремив со кревет и со постелнина и со се што беше потребно. Оперирав и предпладне и попладне. И ноќ, и после полноќ, и наутро. Дури за време на ручек. Ако тоа што тогаш го јадев може да се нарече ручек. Таа вечер имав треска и висока температура. Одеднаш донесо едно момче. Момчето имаше граден кош прободен со копја. Крвавеше. Јас не можев да стојам на нозе. Им наредив на моите двајца помошници да ме држат под мишките и да ме освестуваат ако губам свест од температурата. Момчето преживеа, а преживеа и јас. Да. Во знак на благодарност момчето тогаш донесе глава од својот убиен противник. Таткото на децата што умира од дифтерија, по нивното излекување ми подари едно од децата во знак на благодарност. А мајмунот горила, кога го оперирав од тумор на вратот, кога оздраве, ми ја искрши операционата маса. Една жена морав да ја оперирам со царски рез. Имаше карлична положба на нероденото, но таа сакаше да гледа се што се случуваше. Ја оперирав без анестезија, додека таа джвакаше листови од кока и гледаше како ја сечам. На крајот веднаш стана и си замина со детето. Во знак на благодарност ми го подари едниот од нејзините мажи. Да, лекував и луѓе и растенија и животни. Лекував болни луѓе, болни растенија, болни животни. Ги лекував затоа што бев убеден дека светот е создаден од множества заволи за живот. Односот на човек со човекот мора да се прошири во однос на човекот спрема севкупниот живот, во однос спрема се живо на овој свет, па и спрема животните, а и спрема растенијата. Добро е се она што му помага на животот. Да. Тоа е пантеистичко учење, со примеси на учењето на Шопенхауер и можеби теоретското учење за цикличен развој на светот на Шпенглер. Можеби, но јас тоа го применив практично. Во вулканот на животот, во прашумите на Африка, во животните маси, во нивниот преплет на растенија и животни, јас се обидов да изградам нешто. Го вложив и мојот живот. Не знам колку пати бев тешко болен. Колку пати бев и на умирање. Боледував од болести кои јас како доктор
до тогаш се уште не ги познавам. Ме спаси моето челично здравје и лековите на цивилизацијата, но и лековите направени од трепки. Еден ден пред мојата амбуланта се појави еден огромен маж со кралско однесување. Тоа беше главаторот Анкомен на племето Галоа. Неговиот врач не можел да му излекува гнојната рана што тој имаше на ногата и неговата состојба се влошувала од ден на ден. Сватив дека Анкомен може да биде последната пречка за да дојдам до лепрозните. Тој пристапи кривејќи, сијат облеан во пот, што од болка, што од треската што тој ја имаше, стрелајќи се околу себе со неговите закрвавени и ококорени очи. Настапи молк. Беше 6 часот наутро, време кога јас обично свирам партитури на Бах на мојот клавир. Замислете, Бах во прашума, а околу мене толпа воинствени дивјаци кои што само чекаат на знак за колеш. Анкомен внимателно слушаше. Слуша и воините. Целата џунгла слушаше. Просто дишеше со мене. Тогаш јас престанав да свирам и се завртев, настапи молк. Јас го погледнав главаторот во лицето и забележав солзи. Анкомен плачеше. Тој не сакаше да прими никакво средство за смалување на болките. Неговото достоинство беше во прашање. Додека го оперирав, војните гледаа одоколу, а кога бликна гној од раната, мнозина од нив почнаа да блујат. Дури и го шиев на живо. За сето време тој не испушти ниту крик. Кога се беше готово, тој испушти некаков дивјачки рев. Потоа стана, ме погледна, ми приде и ми ја допре главата со неговата рака. Тогаш го изусти за прв пат Оганга и си замина. Роден сум во Кајзерсберг, Алзас, тогашна Германија, на 14 јануари 1875 година. Многу плаче. Во семејство на евангелистички свештеник. Татко ми мирен и духовен човек, моето раѓање го доживеа како револуција во неговиот живот. Плаче. Плаче. Алберт плаче.
Ви се молам, смиете го. Си го прочистува белодробието. Ваше блаженство. Да, знам, но тоа ме вознемирува. Ми ги искривоколчува мислите. И Исус плачал кога се родил. Амен. Алберт, веќе не плаче. Го сака Бах. Ќе биде музичар. Не, ќе биде теолог. Ќе биде човек. Амин. Израснав теолог и филозоф. Се занимавав и со музика. Го проучував делото на Јохан Себастијан. Ги изведував и неговите дела. Ме фалеа како добар органист и како страстен исследувач на техниката на изработката на најсложената музичка машинерија оргулите. Одржав концерти во најголемите европски сали. Издавав книги и монографии за Бах. Во теологијата моето интересирање беше околу историјата на христијанството. Поставив и неколку тези за психолошките аспекти на животот на Исус Христос. Габон има само двајца лекари. Еден во Либрвил, а еден во Нджолеа, кој што потем го префрлиле во Либрвилската болница. Сега земјата од 267.000 квадратни километри нема ниту еден лекар. Лепрата, дизентеријата, тропската маларија, елефантијазата, сифилисот, болеста на спиењето, тешките тумори, чировите го уништуваат безпомошниот народ. Што читаш, татко? Апел за мисии во Конго.
Narodot umira zato što nema lekarska pomoć. I nikoj ne se javil na tvoj apel? Za žal nikoj. A zašto ti prestano da sviriš? Jaz će odam v Afriku. Ne budi smešen. Pa ti nesi doktor. Ќе бидам. Иисус Христос бил дрводелец и завршил на распетието, зашто сакал да ги искупи и ги искупил гревовите на луѓето. Јас ќе бидам доктор, за да ги искупам болестите на луѓето. Господине декане. Da? A, pa to ste vi, gospodine Švajcer. Kakva čest. Snošti bef na vašiot koncert. Prekrasno muziciranje. Fenomenalno. Bach, vo vaša interpretacija dobiva astralni dimenziji. Да, но јас сум дојден службено кај вас. Čest mi je da bidem na vaše raspolaganje. Сакам да се запишам на вашиот факултет. Sakate da studirate medicina? Да. A vije me zbunuvate. A vi ste teolog, svetski muzičar. Ne me razbiram. U red. Iden kolega Švajcer. Dobre dojdovte na medicinski od fakultet. Уште еднаш ви честитам, колега Швайцер. Благодарам. Ви честитам. Дипломиравте во рекорден рок и како најдобар во класата. Имаме едно слободно место на катедрата за социјална медицина. Место како измислено за вас. Ќе ни биде чест ако го прифатите. Перспективите ви се изворедни. Моите перспективи се далечни. Да, знам. Имате покана и од Сорбона. Ќе потувате во Париз? Да. Таму ќе специализирам колонијална медицина. Ќе специализирате колонијална медицина? Да. Зар сакате да работите во Африка? Да, во Конго. Колега Швайцер, па вие имате чудна смисла за хумор. Знаете ли зошто не успеваат лекарските мисии во Африка? Не знам. Затоа што лекарите умираат побргу од нивните пациенти. Се надевам дека вечерва ќе присуствувате на мојот концерт на Бах што го одржувам во капелата по повод моето дипломирање. Без друго.
Сите приходи од неговите концерти, од јавните предавања, издадените книги за Бах, изработка на оргули, Алберт ги вложуваше во набавка на болничка опрема, на медицински инструменти и лекови. Алберт специализираше во Париз колонијална медицина, а јас учев за медицинска сестра. Мадам, мојот концерт заврши и сите си отидоа. Благодарам. Вие плачете? Плачам од вашата музика. Ова ми се случува прв пат во мојот живот. Простете. Вашите солци се чест за мене, Господи. Госпогица Бресло, Елен Бресло, господине докторе Швајцар. Господице, ако ве поканам на чај, дали ќе ме удостоите со вашето присуство? Елен, господине Швајцар. Алберт. Елен. Значи одиме? Само под еден услов, Алберт. За вас не може да има услови, Елен. Има. Јас сум медицинска сестра и, бидејќи вие сакате да одите во Африка, јас имам желба да ве придружувам. Како медицинска сестра, се разбира. Значи, одиме. На чај. И летото 1912 година застанавме пред олтарот. Јас завршив за медицинска сестра, а Алберт специализираше колонијална медицина. За нашата мисија моравме да бараме специјална дозвола од француската влада, која што не можеше да се изначуди на нашата мисионерска одисеја во срцето на Африка. Ни рекоа дека подобро би било господинот Швајцар да ги спасува старите оргули во Европа, одошто да ги лекува старите и болни црнци во Африка. И така заминавме во Африка, во вулканот на животот. Заминав со Елен и со скудна опрема. Во мене постоја 3 верби. Едната беше духовната верба во Бога, втората физичката верба во Хипократ, а третата емоционалната верба во Елен. Кога заминавме, ни предвидува обстанок од само 1 година. Јас останав 45 години. До крајот на мојот живот. Посебен проблем ни представуваа болните од лепра. Лепрозниот го сметаа за непостоечки. Не го сметаа ниту за човек, ниту за дух. Се чудеа зошто воопшто ги лечиме непостоечките. А имавме и успеси. Успеавме да излечиме неколку полесни форми и од тогаш Алберт стана волшебник. Оганга. Да, по операцијата на главата ротен комен, јас успеав да издействувам дозвола од главатарот да изградам болница на Ататида. Се разбира со село за лепрозните болни. Тоа го сторив со парите од Нобеловата награда. Алберт единствено ја прифати Нобеловата награда за да ја изгради болницата и селото за лепрозните. Сите други подароци од било кого, од пациентите, од било кого друг, не ги прифаќаше. Едноставно, дури и за африкански прилики несватливо, тој работеше без било каква материјална компензација. Награда за него беше здравјето на болниот. А навистина добиваше се. Дури и луѓе. Луѓе, да, деца. Деца во знак на благодарност за спасениот живот. А
Оганга само ќе им се насмееше и ќе им одговореше дека Оганга не би бил Оганга ако добива било што од тој што го лекува. Оганга добива само со тоа што му подарил здравје на болниот. Да. Сите соработници кои што ги имав беа доброволци. Можеше да дојде било кој што имаше доволно волја да работи без никаква компензација. Меѓутоа, многу од моите помошници се откажаа. Некои поради заразни болести, а некои од тоа што не можеа да го поднесат темпото на непрекинатата и безпоштедна работа. Во Ламбарене, на реката Огуа, постои едно село со болница за лепрозните. Жителите на селото се грижат и за могилата во која што почива Елен. Во Ламбарене, покрај тивката река Огуа, постои село и болница за лепрозните. Луѓето од селото се грижат за две мали могили, во кои починуваат Елен и Алберт Швајцер. Finis. Finis.